Денес се навршуваат 76 години од херојската смрт на народниот херој на Македонија од Втората светска војна и револуција Страшо Димитар Пинџуров. Страшо Пинџур е роден во Струмица на 5 март 1915 година, каде што неговиот татко кратко време работи како учител. Рано останал без татко, кого не успеал ни да го запознае. Така да, единствена хранителка и воспитувачка останува неговата баба Наца, на која ќе и остане приврзан до крајот на својот живот. Основно образование со одличен успех завршил во Ваташа, а нижа 4-класна гимназија во Кавадарци. По укинувањето на голем број гимназии во Македонија, Страшо своето образование го продолжил во Србија. Во Крагуевачката гимназија се изградува како напреден младинец и револуционер. Овде доаѓа до израз неговата интелектуална едукација. Дневникот пишуван во текот на 1933 година ги потврдува неговите способности како литерат. Покрај другото, во овој дневник тој ќе напише: "Јас со големо ќе умрам млад, а гробот нема да ми се знае." По завршувањето на гимназијата се запишува на правниот факултет во Белград. Како напреден студент, активно се вклучува во друштвото на напредните македонски студенти, Вардар, а станува и член на акциониот студентски одбор. Во текот на 1938 година се обидува да се префрли во Шпанија и да се бори заедно со интернационалните бригади. Тој доаѓа до Прага, но не успева да фати врска и се враќа во Белград. Поради неговата активност бил приведен во полицијата во мај 1938 година и спроведен во истражниот затвор во Ада Циганлија. Во летото 1939 година во Кавадарци по негова иницијатива, заедно со Ристо Михов и Ѓошо Бојаджиев, ја обновуваат работата на Комунистичката партија. По завршувањето на правниот факултет, неговата активност како револуционер уште повеќе се зголемува. Бил будно следен од полицијата и повторно е уапсен и спроведен во затворот во Ада Циганлија. Пред самата окупација на нашата земја, Страшо е пуштен на слобода. По нападот и набргу по окупацијата на нашата земја од страна на фашистичкиот окупатор, Страшо Пинџур работи како инструктор во Покраинскиот комитет, а од септември 1941 година е член на Покраинскиот воен штаб, кој има за задача да крене восстание во Македонија против фашистичкиот окупатор. Во текот на 1942 година Страшо Пинџур е член на Покраинскиот комитет, а од јуни 1942 година на главниот штаб на Македонија. Есента 1942 година е разбиен велешкиот партизански одред Димитар Влахов. Страшо Пинџур, заедно со Мирче Ацев, доаѓаат во Велес да ја консолидираат работата на партиската организација. Таму се провалени во куќата на Јован Митрев и биле уапсени и спроведени во областната полициска управа во Скопје. Потоа биле подложени на невидени инквизицијски мерки со цел да ги извлечат бараните информации од нив. На сите тие невидени измачувања Мирче Ацев не проговорил ниту збор. Страшо Пинџур одговорил: "Зверови, јас сум Страшо Пинџур, доста е тоа за вас." На 4 јануари 1943 година во просториите на Скопскиот областен затвор, како последица на силните измачувања, Страшо Пинџур умира. Истата вечер неговото тело било однесено во непознат правец и закопано на тајно место, така да до денеска не се знае каде е неговиот гроб. За неговата активност во организирањето на македонскиот народ за борба против фашистичкиот окупатор, како и за неговото храбро и достоинствено држење во затворот, Страшо Пинџур е еден од првите прогласени народни херои во Македонија на 29 јули 1945 година. Во виорот на Првата светска војна, во еден мартовски ден 1915 година, во семејството на револуционерот Диме се роди дете на кое Страшо му дадоа име. Страшо рано остана без татко хранител, а баба му Наца беше негов единствен бранител. Во Ваташа ја мина радоста детска, а младоста ја покажа во јавноста светска. Така минуваа Страшовите дни и се почесто почнаа да се исполнуваат неговите неостварени сни. Од ден на ден растеше јунакот смел, набрку тој човек храбар, израсна во револуционер. Страшо Пинџур беше јунак со срце смело, тој храбро го основаше своето револуционерно дело. Деновите свој ги жртвува за слободата на народот свој, кој неизмерно го љубел тој.
Својот народ го водеше со високо крената глава, но шпиони клети го наклеветиле, душманите на страшно му се осветиле. Непријателот злобен во затвор го пратил, нашиот храбар јунак од таму не се вратил. Со крената глава и високо чело никогаш не кажал за своето дело. Многу го мачеле, но тој не испуштил ниту глас. Само рекол: "Зверови, Страшо Пинџур сум јас. Македонијо, земјо мила, во тебе тага се свила, за нашиот херој славен, насекаде прв и славен. Херој македонски, ваташки, загина смело тој и народот си го сакаше свој. Страшо Пинџур, јунак нас и славен, во нашите срца всаден, никогаш не изваден. Го сакам тој борец славен, се гордеам со неговото име, име што го носи училиштето мое, во кое ние го поминуваме стречно детство свое." Страшо Пинџур е народен херој. За слободата наша го дал животот свој. Во Ватошо, село, со баба му Наца, ги минал среќните дни и ги остварил своите сни. Училиштето мое, Страшо Пинџур се вика, и секогаш во него радост блика. Страшо, ние учениците ти ветуваме, татковината наша секогаш ќе ја чуваме, и твоето име вечно ќе го спомнуваме.